Подпредседателе, почитувани пратеници, почитувана македонска јавност, денес на дневен ред е уште една трагикомична представа од театарот на власта на СДСМ и ДУИ, а тоа е неуспехот да ни го представи како успех. Па така се прави реконструкција на влада со влез нова партија од албанскиот блок и то замислете не било која, туку она која што беше полна устата дека ДУИ конечно треба да замине во опозиција. Се представува како спасители на албанскиот народ во наводници од злобните ДУИ, па алијанса на Таравари ќе биде таа која ќе го спаси народот. Еве денес се испоставува дека не се ништо освен соработници на ДУИ, а сите говори и обвинувања од минатото им биле само една маска во лов на гласовите на нашите сограѓани албанци. На почетокот би сакал да го прашам само дали му е малку срам. Иако во моментов ужива во градоначалничката фотелја во Гостивар која доби со подршка на гласовите на ВДПМН, убеден сум дека овој говор ќе стигне до него. Нели ти е срам, господине Таравари, да плашиш мали деца дека доколку не се промени уставот, албанците ќе се радикализирале? Ти сакаш ли да го глумиш Али Ахмети, кај него одеше ли на спремање? Нели ти е срам, господине Таравари, да зборуваш за радикализирање и да подгреваш меѓуетнички тензии? Па мене ли ме плашиш, кој сум родом од Струда, кој израсна во град со албанците и ден денеска имам другари со кои секојдневно пијам кафе, си одиме на слави, си одиме на родендини, на прослави. Мене ли најде да ме плашиш, господине Таравари? Не знам дали стигнуваат до тебе шаршиските мои конкретно од Струда, каде што уживаше голема подршка, дека не си баш толку омилен после оваа коалиција со ДУИ. Пред само година и пол-две, со честните албанци кои имаа искрени намери, истите оние кои децата им се исцелуваа, истите оние кои што се разочарани од криминалот и корупцијата, водевме заедничка во Струга за да се случат промени. Вие нивните очекувања ги изневеривте и ги излажавте вашите собствени гласачи. Сега ги лажете дека ова е само 10 месеци за да ви зајакне партијата. И ајде да претпоставиме дека за момент ќе ви поверуваат. Но после известно време ќе се види дека тоа нема да биде така. Вие ќе станете соучесници во криминалот, ќе станете соучесници во корупцијата и само неколку функционери назначени од алијансата на албанците ќе се богатат заедно со функционерите на ДУИ на грбот на оние кои што ви избраја. Господине Таравари, ја продаде битката на нашите сограѓани албанци за шака директорски места кои ќе ти траат 10 месеци. После што ќе правиш? Партијата ќе ти се претопи во ДУИ и ќе треба да ставиш катанец. Точно, ќе настане пасокизација на алијанса. Не се, јас повеќе не навлегувам во вашите внатрепартиски работи, но добро е да се освестиш и да се разбудиш од авантурата која што ќе ти трае 10 месеци. Само ќе те подсетам како ревносно го обвинуваше Али Ахмети, Зоран Заев и целата оваа власт. На 11.6.2018 година лично алијанса обвинуваше дека има закани по до тогаш генералниот секретар, сега лидер на алијансата Арбен Таравари од страна на ДУИ. Потоа со неколку последователни пресови обвинуваше истата ДУИ за криминал, корупција и партиски вработувања се до денес кога им седна во скутот. Даде интервју посветено на тоа дека ДУИ и алијанса никогаш не можат да се најдат во иста коалиција. Еве денес не само што сте коалиција, туку ќе станете и партнери во криминалот. Ама општо познато е за жал дека во политиката нема држење до зборот и тоа е вистински проблем во нашата држава. Па така и алијанса да не е покусо се приклучи на лагите и од омилена партија и банците стана обичен привезок на ДУИ. Наеднаш алијанса заборави на пресовите, заканите по живот, скандалите кои ја тресеа коалицијата СДСМ и ДУИ, тргајќи по пар функции од граѓаните за своите джебови. Им се приклучи директно во назадувањето на нашата држава. Ќе одене во Европа заедно со СДСМ и ДУИ, со сите корупцијски скандали за кои ги обвинувавте и со влада со ваков капацитет и со ваква неспособност. Не, господине Таравари, нема да одите во Европа, со оваа влада нема да стигнете до гостиварска патарина. Ќе одите од скандал во скандал, ќе бидете партнери во криминалот и осремошувањето на сопствениот народ, оној народ кој што вас ви ја дал поддршката токму за да донесете промени во Република Македонија. Влегувате во коалиција во која не набавува лекови за болните од цистична фиброза и за жал ја губат битката.
Последен случај е Благојче, на кого лично Стево, кој се пожали дека не земал плата, му вети дека ќе набави лек. Јас не знам како не ви е срам малку да излезете на улица, а не да ни кажувате овде дека го браните европскиот сон, чија теза ви се распадна во рок од 2 дена, со тоа што алтернатива излезе од коалицијата, Демократски сојуз ја напушти коалицијата. Не било за европскиот сон, било за функции, било за пари, било за делење на тендерите и продолжување на власта за уште 10 месеци, се со цел да се богатите на грбот на народот. Формирате коалиција која повеќе води грижа за да ги намести тендерите во рек Битола и 7 пати да ги преплати, отколку за тоа дали граѓаните ќе имаат топли радиатори во своите домови. Реконструирана влада, која и понатаму ќе има најниски плати во државата во која е власт и во која граѓаните едва и карпат крај со крај, едва и го поминуваат месецот, а цените на основните прехранбени продукти не само што не се намалија, туку енормно и галопирачки се зголемија. Кој што цените на основните прехранбени производи растат, така расте и процентот на младите кои што сакаат да напуштат државата. Па така, според последното истражување на Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи, покажа дека 90% од младите во Македонија сакаат да се заминат од државата. Колеги пратеници, 90%. Тоа е екзодус што и се случува на Република Македонија. Дека екзодус говори и фактот што илјадници ученици од источна и западна Македонија се отпишуваат и заедно со своите родители ја напуштаат државата. Секојдневно порталите се преплавени со такви наслови од различен град, колку ученици од соодветниот град напуштиле Република Македонија. Тоа се случува насекаде, дами и господа. Оваа власт исто така може да се пофали и со екстремно висок процент на младинска невработеност од 28,3%, но исто така и со висок процент на сиромаштија на младите, односно 27,3%, или пластично, секој четврт млад човек во Република Македонија е сиромашен. Влада која ги заборава луѓето со посебни потреби и нивните родители, па маката со која секојдневно се сочуваат оваа власт наместо да им помогне, им долева бензин на оганот. Влада која нема сегмент во општеството да го уништи. Ете, во таква влада влегувате и заедно ќе потонете, затоа што станувате соучесници, како што кажа, во нивниот криминал, безидејност и корупција. И доколку некој од вас излезе да ми реплицира, баш би сакал да ми одговори што тоа во рок од 10 месеци Алијанса на албанците и нивните функционери ќе променат во оваа власт. Ова е влада која го промава и она малку што остана од македонскиот идентитет. Па така што она што Зоран Заев го почна, Ковачевски сака да го доврши. Но мислам дека е свесен дека тоа нема да му помине, бидејќи јас и моите колеги од ВМРО ниту со нож на врат нема да гласаме за уставните измени поради кои наводно се склучува оваа криминална и бандитска коалиција. Криминална коалиција која не води сметка за ништо друго освен за полнење на својот джеп. Не е и грижа што македонците во Бугарија се граѓани од трет ред, а тука ни увезуваат бугарски хулигани кои дивеат по Скопје, па уште треба да ги чуваме со сите почести. СДСМ е директен соучесник во македонското негирање. Пријатели, нема да ви помине ова, времињата се сменија. Уште 1000 закани за радикализација да пуштите џабе. Само не знам дали некогаш помислувате што ако пак македонците се радикализираат и ако им дојде преку глава од овие закани и уцени. Ова што им го правите на македонците и на сите граѓани на Република Македонија, и албанците, и турците, и ромите, и власите, ќе ви се одрази на наредните избори, каде ќе се радикализираат со масовно гласање за промени од оваа корумпирана власт. Се додека дује на власт, иднината на младите албанци ќе биде карта за Швајцарија, Германија, Италија и другите западноевропски земји. Ова е причината поради кој Дуи упорно тврди дека носи Македонија во Европа. Еден човек од Европа вратија, министерот за животна средина, па и тој си даде оставка, најверојатно ќе се врати назад во Виена да живее. Уште еднаш ќе ви порачам, уште 1000 коалиции да склопете, тоа што го имате замислено нема да ви помине. Македонија нема повторно да ја продадете и што побрзо го сватите тоа, подобар ќе биде и за вас и за граѓаните. Ви благодарам. Реплика